Крадци украле 10 килограми свеќи откако 3 дена се гоштевале во манастирот Света Недела во близина на Свети Никол Скоранчинци. Настанот го откриле наместниците на црквата, кои ги пречекале скршени катанци. Кога ја отвориле вратата, внатре ги дочекале и остатоци од вистинска гозба. Мирисало на алкохол и мезе. Бидејќи во објектот немало ништо вредно, веселата дружина си заминала со малку пари и 10 килограми свеќи. Обично крадците не крадат свеќи, тие обично крадат пари или бакар или железо. Во овој случај тоа е 10 килограми свеќи, тие не можат да ги продадат по вистинската вредност. Ако ги продадат по на црната берза би добиле можеби 5000 денари за тие свеќи, што значи многу голема штета направена на манастирот, а крадците со кратки ракави. Кражбите во црквите во Источна Македонија не се реткост. Се краде се и се што. Во последните години за среќа нема поголеми кражби на икони, но ситните крадци за ќар од 50 прават штети од илјадници евра. За еден месец само свеќерницата во соборниот храм Свети Никола во Штип била обиена 3 пати. Тоа е голема, вратата се искрши. Викам мајстор, па швајцуваме тука, па правиме. 3 пати за месец и пол. Тоа беше за празниците. Полицијата го истражува последниот случај во манастирот Света Недела во село Ранчинци. Останува без одговор како тоа 3 дена никој ништо не чул за журката во манастирскиот простор. Но пак затоа, последниот случај уште еднаш го отвори прашањето колку се безбедни православните храмови. Граѓаните коментираат дека освен Господ, редно е православното богатство да го чува уште некој.